Првиот текбир е ступ од намазот. Стол, главен ступ од намазот. И тој не може да се поправи ни со сеху и сежде, ни со ништо. Како другите текбири. Првиот текбир е ступ, намазот. Да ви кажем стол, ступ, како да ви кажем, побитно, вака. Не можеш да го поправиш овој ако го заборавиш со сеху и сежде, да правиш две сеждини на крај. Не се поправи. Што треба да се прави? Велиме, ако некој не знае, е во сумња, додека е во намаз, дали го зеде, додека е во намаз, додека кланјат. И сега му иде сумња, го зедов првиот текбир или не го зедов првиот текбир. Овој треба да понови намаз од почеток да почне. Не мора селам да дај. Зашто од намаз се излеги од нијето, чим го вратиш, значи го спречиш нијето, не си во намаз, не си во намаз. Не мора да даваш селам па да излезиш како што го прават некој. Мисли дека треба да даваат селам. Нема селам од нанозе. Селам од нанозе не, нема. Не даваш селам. Ово многу го мисли дека така е, ама не е така. Ти нијето чим го спречиш, не си во намаз. Во постот, исто, постот, кога ќе дојде време на ифтар, ти со нијет ако расипиш, нијетот го расипиш, значи отвораш, имаш отворено. Тоа јадењето после е сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва селем го практикуваш. Иначе нијетот е битен многу. Посланикот вели иннамал аъмалу биннијат. Прата се рачунат кај Аллах со нијетот. Додека си во намаз со нијет, си. Додека не си, не си во намазот. А не значи да не кланjam, сега јас со нијет ќе кланjam, од овде кланjam икиндија. Не ово, мора да го практикуваш. Формата. Ама битно е нијетот да ти е присутен, дека си во намаз. Например, да речиме, некој влези во намаз, формално, ама нијетот не му е. Тој клања со тебе. Акшам со тебе, се имат врзено. Ето, да пример, да речиме, има дојде некој немуслима и влеги до џамија. Тој клања со тебе све, 3 рекати исто. Му се прими? Не му се прими, зашто? Не ги имате исполнато многу столбови од верата. Тој не знае зашто клањат прво. Не му е нијетот, тој така прави, те гледа тебе, и јас како комшијата. Исто, значи нијетот е битен. Чим значи овој треба, што треба да го прави? Да го почви намазот. Ако сумњата му иде од кога го заврши намазот, дали зедов текбир или не зедов. Сега велат учењаците овде не се зема во обзир, намазот му е доучен. Шејтанот му иде да му прави сумња. Сумња ако ти иде после намазот не се земи во обзир. Освен, значи ако си 100% сигурен дека немаш зема, тогаш нормално треба да го поновиш намазот. Ама ако си во сумња зедов, не треба. Зашто така вели, сумњите после завршањето на ибадетот не се земе во обзир. Јасно? Да не иде после, да иде некој да рече, јас завршив намазот, не знам сега дали зедов текбир или не. Сега им точно ти е намазот. А додека си во намаз, мора да излезеш од намаз и да почнеш поново. Готово? Јасно? Хајде земиме доказот дека овој главниот првиот текбир е ступ од намазот, од хадисот посланикот салаллаху алейхи ва селем, што го трансметира имам Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маџа од Алија радијаллаху таала ан, вели посланикот салаллаху алейхи ва селем мифтаху салати тухур. Клучот од намазот е чистота, значи абдесот. Клањај ти без абдес, џабе ти е. Мора клучот да го земиш. Ние како влеговме овде, клучот. Отвориме вратата, па влеговме. И во намаз треба да го земиш клучот, прво абдес. Ва тахримуха текбир. Оне што си ти веќе влезен во намазот е текбир. Ва тахлилуха теслим. Излегувањето од намазот е да даваш селам. После имат различни мислења дали треба двете селами да се дават или само доволно е на една страна да даваш селам, само на десната страна. Некои од учењаците вели дека доволно е само на едната, а не видите вели дека ваџиб е на двете страни. Значи, јасно е ово? Тоа е. Јасно е. Амин.